Лоши најави пристигнуваат од стоматолошките амбуланти, намалениот број на пациенти и покачените цени на основните материјали можат да ги зголемат цените на услугите од 500 до 1500 денари. Зголемени се цените и на материјалите и на средствата за дезинфекција, а исто така ограничени се и стоматолошките интервенции кои може да се пружат на пациентите. Намален е приемот на пациенти заради почитување на мерките и протоколите и сето ова допринесува за зголемување на цените на услугите од 500 на 1500 денари, зависно од интервенцијата. Се наведува во соопштението на групацијата за приватно здравство при Сојузот на стопански комори. Ова практично значи дека одењето кај стоматолог ќе боли два пати. Првата болка е вадењето на забот, втората вадењето на парите од паричникот. За некој е скапо, за некој не му е скапо. Сакаш текиш, мора да одеш. Мора да се оди. Тоа е. И да е скапо. И да е скапо, мора. Се се кешува и они ќе кажат. Треба да биде помалку, ама шо они навиват така ќе биде по нив. Кој ќе дојде мора да трпим. Од друга страна, избегнувањето на редовни стоматолошки прегледи од голем број жители на истокот направи дентални инвалиди. Дека е така, покажуваат и извештаите за денталното здравје на населението. Дури 70% од возрастните и 80% од децата имаат кариес или некаков друг вид на стоматолошки проблем. Стои во анализите на стоматолошките амбуланти. Покачувањето на цените може да се избегне само со покачување на капитацијата, која сега изнесува 48 денари, сметаат стоматолозите. Секогаш е потребно зголемување на капитација. И секогаш е потребно зголемување на цени. Независно дали сме у сегашни услови или порано. Ние за ова сме разговарале и разговараме. Капитацијата се качи сега од јануари, пред да почне пандемијата. Значи пак се продолжи. Со планот и програмата за ова година ни е пак покачување на капитација 20%. Него си едноставно си застанавме кај што застанавме, се качи капитацијата 8 денари од декември. Така да од декември нааму знаете што ни се случи во државата. Не може ние да предвидуваме, ние си имаме став 20% до крај на оваа година. Стоматолошките ординации беа ставени во вонреден режим од 11 март, а подоцна и целосно затворени. Од 13 мај ординациите започнаа со работа под посебни услови со ограничен број на интервенции и ограничен број на пациенти.